Иако веќе одамна е загрозен вид и пред исчезнување, охридската пастрамка, карактеристична по вкус и црвените точки по телото, редовно се нуди на менијата во рестораните. Туристите сакаат да ја пробаат и покрај тоа што задоволството ќе ги чини од 30 до 60 евра по килограм. Незиниот улов повеќе од 4 години е забранет, затоа што со езерото никој не стопанисува. Собствениците на ресторани велат дека нудат охридска пастрамка, но од рибници, а не од езеро. Имаме пастрамка охридска само од рибници, што се околу нас имаат рибници што ја хранеат, што ја прават, мислам од истата охридска, само што не од езерото. Од езеро не е строго забранета. Па се одразува и веќе редно е да имаат концесирано езеро. Сите гости прашуваат што е работа, не знам за таква работа, зашто уште нема. Одма барет охридска, сите нормално и прочуена и разгласена, секој сака да ја пробаат. Радован Димитриевски од спортско-риболовниот клуб Рибарска вистина вели дека најголем дел од рибата нелегално се шверцува од Албанија во Македонија. Таму немаат квота, ловат колку сакат и во многу ресторани има на црно, пошто нема од каде да се набави, значи таа не е легална. Мислам дека дневно некаде во неделно околу 1,5 тон завршува пастрамка на македонскиот пазар, дали во Охрид, дали во Скопје. Пастрамката достигна цена некаде до 30 евра на црниот пазар, а белвицата 10 евра. Не треба тука Министерството и за земјоделие, таму мора да реагира, државните инспектори за рибарство треба да поминат, да проверат потекло на таа риба. Значи тоа мора да се искорени, пошто ако сакаме да заштитиме, пошто таа е пред исчезнување. Димитриевски вели дека нема интерес да се стави крај на злоупотребата заради добивката што оди во приватни џебови. На таа рибарска мафија, како да ја наречам, ги одговара затоа што, например, сега не ги одговара да има концесија. Секој си лови колку сака, си шверцува, си продава на црно. Мислам дека се вртат околу 2-3 милиона евра во игра со риболовот. Сега моментално се недозволениот риболов. Значи не некого му одговара, а толку е прометот од прилика што се врти. Годишно или? Годишно. Нуркачите кои го следат развојот на пастрамката низ годините велат дека состојбата е повеќе од алармантна. Можеме да кажеме дека пастрамката се повеќе и повеќе е ретка во Охридското езеро. Значи таа е загрозувачка ситуација која што мора во брзо време да реагираме. Додава дека многу од местата кои некогаш важеле за природни мрестилишта на пастрамката веќе не постојат. Тие места веќе угинуваат. Ние на места каде што сме ги снимале охридските пастрамки, тие веќе и не постојат, тука и немаат мрестилишта. Тие се преместуваат, односно се преселуваат во потивките места, каде што за нас веќе и се непознати и се премногу ретки. Веќе неколку години нема ниту вештачки мрез со подмладок на охридска пастрамка кој го вршеше хидробиолошкиот завод. Ние имавме едно време предлог да се направат рибници за охридски пастрамка. Може би и тоа и малку да се помогне да се заштити рибниот фонд. Тука ќе се формираат и младици со кои ќе се врши мозење, порибување во езерово. За жал не е порибено 5-6 години. Голем проблем како некој се врши само излов, а нема дотук. Еден од предлозите за поправање на ситуацијата е езерото да биде ставено под концесија за стопански риболов, под строго утврдени критериуми. Други опции во оптек се со него да управува некоја научна институција или да се постави видеонадзор над езерото, но сите тие се далеку од реализација. За Гласот на Америка од Охрид, Мики Трајковски.